Господин Заев, ви благодарам што прифативте да дадете интервју на оваа ваша посета на Брисел. Само што ја завршивте средбата со комесарот за проширување Штефан Филе, која што потраја доста долго. Првата работа што би сакала да ве прашам е дали разговаравте за спорот со името? Вака, прво, наистина големо задоволство да бидем присутен на ваква средба, каде што се разговара за интересите на добрата иднина на Република Македонија. Се разговараше на многу значајни теми. Комесарот Филе ги подели работите на внатрешно реформскиот процес во Република Македонија и проблемот со името. Секако, од кој што секако, како исполнување на сите очекувања, се очекува да добиеме датум за преговори. Разговаравме повеќе од времето за внатрешно реформскиот процес, а еден дел исто така разговаравме на наши иницијатива и барања за нивно директно уште позначително вклучување во решавање на проблемот кој што нашата земја го има со Република Грција, тоа е проблемот со името. И разговаравме на начини на кои што би можело пополека да се отвори диалог, кој што за жал постои формално, а не суштински, и би требало да помине на едно подиректно ниво. Тоа го побаравме од причина што реално треба да се искористи председателството на Грција со Европската Унија и секако се очекува да се има дополнителна одговорност од страна на Грција, ако не повеќе барем за прифаќање на разговор. Дали тоа значи дека комесарот Филе ги прифати вашите сугестии и дека ќе разгледа таа работа со Грција? Она кое што го добивме како информација дека веќе до крајот на работниот дел од оваа седмица тој ќе отпатува за Атина, ќе има разговори таму. Се надеваме дека тоа ќе значи дополнителна мотивација на грчката страна да прави одредени исчекори во делот на решавање на проблемот. Сугестиите беа дадени во правец на она кое што и досега го зборувавме во нашата земја, а тоа е да се започне разговор макар по други теми. Не мора тоа да биде темата проблемот со името, како што би биле меѓуграничната соработка и по компонентата за уште подобра имплементација нови европски пари, одредени други проблематики кои што се засегнати граѓаните на двете земји, како што е, двојното ограничување, подобра економска соработка и слично, кое што би значило релаксирање на можностите за воспоставување на интензивен диалог. Наш интерес е да има интензивен диалог. Ние сме земјата која што има потреба од решение. Грција би живеела уште многу долго време без изнаоѓање на решенија. Овој момент на председателствување со Европската Унија навистина треба да го искористиме и побаравме како најголема опозициона партија уште поактивен однос на еврокомисарот Филе, знаејќи дека прво оваа година на избори на Европскиот парламент 2014, но секако првите 6 месеци е председателствувањето со Европската Унија од страна на Грција. Она кое што го видов, веднаш падна задача кај службите да се соберат сите податоци за кросбордерот, за соработката помеѓу Македонија и Грција со имплементирање на ИПА компонентата или средства од европските фондови и одредени други работи кои што беа побарани, каде што според мене значи дека овие сугестии веднаш беа прифатени од еврокомесарот Филе и сум среќен заради тоа што прифати на еден начин уште поинтензивно вклучување на Европската комисија во делот на преговорите помеѓу нашите две земји. Тоа значи исто така дека и владата треба да се согласи со тој план, претпоставувам. Се надевам дека опортунитета на нашата влада пред се ова би требало да значи помош од наша страна заради тоа што премиерот испраќаше писма за средби, пушташе апели од значајни настани и слично. Ова е дополнителна можност да се седне на маса под раководство на еврокомесарот Филе заедно со грчкиот премиер и да се направи некој исчекор. Секако самото седнување на маса, па макар и по други теми, според мене како политичар со ова искуство кое што го имам, ќе испрати прво позитивни и релаксирачки пораки на двата политичари, двата премиери кон своите сопствени народи. И ќе видиме дека може да се разговара, па може и да се постигне договор за одредени прашања, кои што секако ќе тежне кон можноста да се постигне и решение на толкогодишниот проблем. Дали разговаравте исто така за декемврискиот самит на Европска Унија и заклучокот што го доби Македонија, како и за извештајот октомвриски? Најголем дел од времето токму овде поминавме. Разговаравме за слободата на медиумите, многу значаен дел,
за Европската унија и гледам дека Европската комисија се детално навлезени во сите работи, вклучувајќи и новиот закон за медиуми, каде што експлицитно само прифаќањето на 3 елементи од преговорите кои што беа потврдени од претседателот на Сдруженијето на новинари, а сето друго е нерешено, представува загриженост за сите во Македонија и загриженост и во Европската комисија. Посебно загрижува фактот што согласно новиот закон за медиуми 50% од продукциите на националните телевизии, односно на телевизиите во Република Македонија ќе биде финансирано од владата, кој што секако представува нов законски елемент на коруптивно однесување на власта кон медиумите. И тоа е загрижувачко, наместо да го подобруваме аспектот на слобода на медиуми, ние уште еднаш ставаме пранги врз слободата на говорот, слободата на изразување, слободата на медиумите, кој што секако не носи во добар правец. И се надевам дека овде ќе имаме силни корективи, а да конвергираме во согласно со препораките на Европската унија. И најзначајниот дел е очекувањата на еврокомесарот Филе дека овие претседателски избори ќе бидат своевиден тест за демократската зрелост на нашата земја и сите препораки, вклучувајќи препораката за разграничување на државата од партијата, каде што и како значајна препорака од ОПСИ и ОДИХР и споменувањето во финалниот извештај на Европската унија од декември, реално Македонија мора да се потруди да биде тоа решено како прашање и не само решено во законска форма, туку и фактичкото имплементирање, негово спроведување на претседателските избори ќе биде своевиден репер за парламентарните избори 2015, колку демократската зрелост од страна на власта, а секако и на сите политички чинители во државата е на достоинствено ниво и секако е согласно препораките на Европската комисија. Дали ќе има избори парламентарни со претседателските? Тоа не може најверојатно никој во моментот да го каже. Прво видовме дека власта не бара предвремени парламентарни избори и последните изјави на премиерот беа дека да, тие се подготвени и доколку има силни индикативни потреби за тоа, тие би учествувале на предвремени парламентарни избори. Според мене, како председател на најголемата опозициона партија, 2014 година од претходно споменатите причини во ова наше интервју, навистина е година на решавање и доносење на одлуки. Како опозиција сакаме веднаш да смениме оваа власт. Но како опозиција исто така имаме пред се примарна одговорност за нашата земја и навистина ако 2014 година може и треба да се искористи како година на носење на одлуки кои што ќе значат крупни позитивни исчекори за Република Македонија, тоа треба да се направи како позитивни исчекори и тогаш и реално јас не очекувам предвремени парламентарни избори, иако како опозиција ние сме подготвени. Имаме политичка програма, структурите на партиите се целосно подготвени, доколку парламентарното мнозинство сепак одлучи да ги има, ние сме подготвени за тие предвремени парламентарни избори, но реално не ги очекуваме. Пред да се вратам со едно прашање или две за внатрешната политичка ситуација и разговорот со Филе, имате ли кандидат за претседател? Јас сум среќен што имаме многу повеќе кандидати во моментот и сега почнува таа прилично непријатна состојба во сите политички партии каде што органите пополека треба да го стеснуваат кругот и на крајот да ја донесат одлуката. Јас сум врвот на пирамидата како претседател на СДСМ, но она што знам, дека ќе носам одлуки кои што се најприфатливи за граѓаните. Претседател на Република Македонија и мене и на мојата земја ни треба добар, кој што апсолутно ќе одигра значајна историска улога во овој сегмент на време во кој што живееме, толку потребна за Република Македонија. Ќе се водиме од одлуките кои што значат без било какви предрасуди да поддржиме кандидат кој што ќе е прифатлив за граѓаните на Република Македонија без разлика на која етничка заедница припаѓат или религиска група и секако кандидат кој што се надеваме дека ќе победи на изборите. Нашите лични суети и лични аспирации ќе ги тргнеме малку настрана од таа причина што апсолутно сме убедени дека на овие избори Социјалдемократскиот сојуз може и треба да победи. Во вчера или завчера кога се најави вашата посета на Брисел, на некои информации кажуваа дека комесарот Филе ве викнал во Брисел за да ве искара за вашето однесување. Дали имавте забелешки за тоа како се однесувате како опозициона партија во Македонија? Апсолутно не. Бевме пофалени и поддржани заради тоа што го воспоставивме секако заедно со власта политичкиот диалог,
донесовме заклучоци и финален извештај од 24 декември, толку значаен, кој што покажа демократска зрелост во ова наша земја. Еве сме при крај на преговори за за изборното законодавство и секако конструктивниот однос на опозицијата секако пат е пофален и беше пофален на оваа средба. Самата покана, самото присуство и самата организација на целиот овој настан и средба со еврокомесарот Филе во сите европски земји и насекаде во светот испраќа недвосмислена јасна порака. Само во нашата Македонија, благодарение на провладените медиуми, може да се толкува на ваков начин кој што тие го толкуваа. Јас реков, сум повеќе од задоволен од оваа средба, зашто заради тоа што бев овде присутен како политичар од Република Македонија, кој што преку ваква средба може да ја помогне на својата земја. Иако сме опозиција, ние сме многу порано веќе дефинирани дека овие прашања кои што се на дневен ред Република Македонија мора да ги реши, а други се прашањата каде што ние политичарите и политичките партии ќе водиме наши политички битки. Тоа се економските идеи, економските проекти, визиите за еднината на државата и слично. И апсолутно овде конструктивно зборувавме. Нашиот дел како опозиција секако во иднина останува како врска, секако власта има најголемата врска на опозицијата, исто така има значајна врска во носењето на крупни одлуки за секоја земја, така и во Република Македонија. Нашите цели се однапред дефинирани. Македонија нема друга алтернатива освен Европската унија и НАТО и апсолутно сите наши политики ќе бидат токму во тој правец. Дали комесарот Филе е информиран за случајот на Шиповиќ? Високо на агендата денеска на средбата беше токму случајот со Шиповиќ, зашто заради тоа што ова е само последниот случај на притисок на власта врз општините кои што се предводени од опозицијата. Разговаравме за сето она што се случува како притисок врз градоначалникот на Струмица, врз градоначалникот на Куманово, врз градоначалникот на општина Центар. Разговаравме за блокирањето на Советот на општина Центар и притворот на Шиповиќ, кој што исто така има своја рефлексија во работната група, првата работна група за имплементација на препораките од извештајот за 24 декември, но исто така разговаравме и за блокирањето да еве после толку месеци нема ниту еден јавен службеник кој што би можел да биде вработен во општина Центар за да и практично биде преземена власта. Два пати се одзимат лиценците на агенциите за привремени вработување во моментот. Сите што беа под привремен работен однос во Центар не се веќе на работа од 1 јануари. Целото тоа представува своевидна блокада која што власта ја прави врз граѓаните и апсолутно тоа значи дека испраќањето на пораката без разлика кој ќе победи на локални избори, сепак власта е таа која што на крајот на денот го има апсолутната контрола врз целиот процес во севкупното живење во Република Македонија е најлошата порака која што мора да се испрати. Во тој дел разговаравме и секако очекувањата на Европската комисија се дека ќе се разреши овој процес, кој што истовремено значи и разрешување на одредени работни групи и заклучоци кои што мора да бидат донесени во парламентот, како што е работната група и заклучоците за имплементирање од 24 декември. Последно прашање би ми било дали Европската комисија има намера да организира нов диалог како што беше ХЛАД со Македонија? Слушнавме такви најави за време пред самитот, после самитот, пред самитот, всушност меѓутоа нема до сега ништо конкретно. ХЛАД диалогот постои во државата, секако треба да се најверојатно и прошири на други инстанци, за да има своја позитивна рефлексија и да го има своето оправдување, но сите знаеме дека диалогот од највисоко ниво не е замена за преговорите за Република Македонија. Ние не смееме да заборавиме дека наша конечна цел е да добиеме датум за преговори, а тоа значи пред се исполнување на внатрешните очекувани реформи, сите овие препораки кои што ги добиваме, секако и решавање на проблемот со името кој што го имаме со Република Грција. Не се зборуваше конкретно за некој интензивирање или некои поконкретни активности околу ХЛАД, но секако она кое што остави впечаток е дека тој процес обстојува и дека секако ќе биде проширен во одредени сегменти, бараа се одредени сугестии од наша страна, каде би можело исто така да биде проширено, како што е македонската радио, телевизија или слично. Конечно сакам да ве прашам дали имате контакти со премиерот, постојат ли средби помеѓу опозицијата и владата?
Имаме контакти за значајни прашања и тоа беше на повидок на јавноста секогаш. Јас се надевам дека во иднина овој политички диалог кој што го воспоставивме еве веќе и функционира и по други теми како што е работната група, доколку има потреба и од нас двајцата како претседатели на најголемите политички партии, опозиција и позиција би седнале секако, посебно по прашање кои што се сега на дневен ред, тоа изборното законодавство, избирачкиот список, секако и други прашања доколку се отворени. Јас останувам на располагање. Ние потврдивме дека политички диалог може да има во Република Македонија и може да има успех од тој диалог. Еве донесовме и заклучоци, конечно и финален репорт или извештај од 24 декември. Ако се сака се може, а јас сум убеден дека за националните прашања и прашањата од државен интерес мора да постои тој политички диалог, за да полесно изградиме одредени решенија, ставови и слично. Еден од овие работи се надевам дека во иднина ќе биде и решавањето на проблемот со името. Може би премиерот загрижен, но јас не сум помалку загрижен за ова прашање од него и апсолутно знам дека во иднина ќе имам честа да ја водам ова наша земја, би сакал мојата Македонија да има појасни, попрецизни и поодбранбени позиции во поглед на оваа прашање и секако нашите ставови кои што конвергираат во многу со ставовите на владеачката најголема партија, ако евентуално се подготвени во периодот кој што доаѓа заедно да изградиме ставови за црвената линија на Република Македонија, со тоа сум убеден дека Македонија ќе ја доведеме во подобри позиции, повеќе ќе ја заштитиме во делот на овие преговори и ќе излеземе како посилен партнер во делот на преговорите со Грција и секако успехот ќе биде уште поголем. Уште една работа, дали за Бугарија исто зборувате, бидејќи нели и Бугарија се наметнува како проблем? Така, еврокомесарот Филе ова го гледа како реформски процес и проблем со соседите. Така да вклучувајќи од поново време и Бугарија. Разговаравме во многу мал сегмент за делот на Бугарија, каде што реално новиот министер за надворешни работи на Република Бугарија прави добри исчекори во тој правец и нашата влада се труди. Се надеваме дека во иднина ќе биде постигнат тој договор, кој што според наши информации, она која што го имаме добиена како информации, не значи некои нови барања од Република Бугарија кон нашата земја, туку напротив, според информациите напоменувам кои што ги имаме, значи потврдување на веќе воспоставени вербални пракси на еден начин на хартија, кој што во иднина би значило заокружување и затварање на евентуални симптоми за отвореност на некои прашања кои што наводно се веќе и затворени во помеѓу двете земји. Океј, ви благодарам многу. Благодарам и на вас.